Партиските функционери од богати по богати. 10 пратеници од Истокот заедно тежат близу 900.000 евра. По партии, 6 пратеници од ВМРО ДПМНЕ пријавиле имот и заштеди вредни 536.224 евра, но и 12.500 евра кредити, додека нивните колеги од СДСМ се со пријавен имот и заштеди од 346.217 евра и 51.800 евра кредит. Од составот на ВМРО ДПМНЕ најмногу личен и заеднички имот пријавил Емил Димитриев, вреден вкупно 262.000 евра. Овде спаѓаат личен депозит од 1,5 милиони денари, 3,6 милиони даден заем, колекција уметнички предмети од 200.000 денари, 3 примерока оружје, Ремингтон полуавтоматска пушка, карабин Маузер и бокерица Байкал. Сите заедно вредни 260.000 денари, 150.000 денари вредни благородни метали на сопругата и куки и земјиште на родителите вредни 7 милиони денари. По Димитриев е штипскиот пратеник Никола Мицевски кој тежи близу 90.000 евра. Од нив на книшка има два пати по 20.000 денари и еднаш 288.000, 5.000 евра и 2.000 долари. Две возила вредни 640.000 денари и стан и две куки со вредност од околу 4 милиони денари, имот на родителите и сопругата. Емилија Александрова од Берово пријавила имот во вредност од 74.500 евра. Од тоа на нејзино име има само еден автомобил вреден 360.000 денари и земјиште од 24.000 метри квадратни за кое нема наведено сума. Останатото куќа и деловен простор и годишна рента од 60.000 денари е на име на сопругот. Кочанчанецот Иван Иванов на свое име има само возило од 362.000 денари. Останатиот имот вреден од околу 70.000 евра е на име на неговите родители, а на име на сопругата пријавил кредит од 126.000 денари. Пратеничката од Виница Магдалена Манаскова е со пријавен имот од 43.800 евра. Нејзини лично се колекција уметнички предмети од 65.000 денари и благородни метали од 50.000 и кредит од 5.000 евра. Станот и куќата вредни 2,6 милиони се на родителите. Со најмалку имот во ВМРО е Трајчо Димков од Штип, кој пријавил имот во вкупна вредност од 22.500 евра, во кој спаѓаат куќа, земјоделско земјиште и автомобил, но и 5.000 евра кредит. Кај пратениците од СДСМ, најбогат е младиот Благој Бочварски, кој пријавил имот од 161.500 евра. Од нив тој поседува 126.000 денари и 11.900 евра заштеда и автомобил BMW од 370.000 денари. Остатокот, куќа, стан, возила, девизни депозити, дивиденди, но и 1 милион денари кредит се на име на неговите родители. Веднаш зад него е Јагода Шахпаска од Берово со пријавен имот од 107.000 евра. Нејзино е возило Volkswagen Golf вредно 978.000 денари и 2 стана, земјиште и гаража во Битола за кој нема наведено вредност. На име на сопругот Шахпаска пријавила куќа, гаража, стан заедно вредни 4,7 милиони денари и 1,6 милиони кредит. Кочанчанецот Сашко Костов е со пријавен имот од 40.000 евра и тоа земјиште од 250.000 денари, стан од 1,5 милиони, подрум и гаража од 700.000 денари, две возила од 1,7 милиони и картичка со 14.000 денари на неа. Со најмалку пријавен имот кај СДСМ е Делчевката Мира Стојчевска, која пријавила вредност на имот од 37.990 евра. 1.300 евра на книшка и 32.000 денари на картичка, како и кредит од 600.000 денари. Стојчевска има на свое, додека куќата од 1,4 милиони, возило од 680.000 и платежна картичка со 138.000 денари се на име на сопругот. Целиот овој имот на пратениците од Истокот е помалку од она што пратеникот од СДСМ Петре Шилегов го поседува сам. Тој пријавил имот во вредност од 1,1 милион евра. Неговиот опонент Антонио Милошевски е со имот од 100.000 евра. Останатите носители на листи се со следниот имот. Никола Поповски има пријава од 490.000 евра, а Стево Пендаровски од 22.000. Никола Тодоров е со пријавен имот од 18.000 евра, наспроти 269.000 евра на неговиот опонент од СДСМ Оливер Спасовски. Според анкетниот лист, Илија Димовски од ВМРО тежи 68.000 евра, Љупчо Николовски од СДСМ 98.000 евра.
Владимир Ѓорчев е со 362.000 евра вреден имот, додека Радмила Шекеринска има пријавено повеќе имот, но не и вредност на целиот. Она што е пријавено со сума е во вредност од 286.000 евра.